Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во најновото издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески. Последна шанса за договорот од Пржино, кон кого да се зголеми притисокот. Токму тоа е она за што ќе разговараме во текот на денешното издание на оваа емисија, а информациите кои што последно ги сподели колешката Душица Мрѓа за нашиот интернет портал 24vesti.mk велат вака. Итно да се спроведе договорот од Пржино во спротивно Европската Унија ќе го преиспита односот кон Македонија. Кога има криза, најодговорни се владата и премиерот. Ова е суштината на заедничката изјава во името на амбасадорите на Соединетите Американски држави, Германија, Италија, Велика Британија, Франција и Европската Унија, која денеска беше соопштена пред владата на Република Македонија. Во заедничкото соопштение, амбасадорите велат дека се разочарани од пробивањето на роковите. Побараа од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија да ја испочитува својата улога за конструктивни преговори и да не се објавуваат понатамошни, така наречени, политички бомби. Претходно информацијата вели преговорите се живи и разговорите се во тек, но за тоа најубаво да го прашате посредникот во разговорите Питер Ван Хауте. Вели и денеска директорот на Центарот за комуникации на ВМРО-ДПМН Иво Котевски, кој не одговори дали притисокот врз владеачката партија е зголемен. Ван Хауте вчера соопшти дека со оглед на околностите политичката работна група се договорила да се фокусира на билатерални средби за да се решат двете клучни прашања: изборот на преостанатите јавни обвинители, како и именувањето министри и заменици министри во владата на Република Македонија. Откако ќе се постигне договор, ќе се свика средба со работната група која официјално ќе ги одобри одлуките кои се донесени за време на билатералните средби. Сметаме дека треба да се избегне какво било одложување на спроведувањето на договорот, пишува Ван Хауте. Во соопштението од опозицијската СДСМ пак сметаат дека се мали шансите за спроведување на договореното од Пржино. Од партијата не откриваат кои се нивните следни активности, додека во јавноста се јавуваат шпекулации за нови така наречени бомби. Опозиционерите од своја страна тврдат дека притисокот кон ВМРО-ДПМН е зголемен. Токму затоа и денеска разговараме за последната шанса на договорот од Пржино, кон кого да се зголеми притисокот. Вие размислувате на 0260 91 924 или 0260 91 925. Добар ден. Добар ден. Дали имаме некој на линија? Ало? Да, ве слушам, повелете. Па, видете вака, притисокот нема што да се зголемува. Се знае од каде дува ветрот. Би требало само да се замолат да бидат конструктивни, тоест да она што го подпишале или што дале збор, го испочитуваат. Сега некои наши политичари, откако подпишаа, па пресла, па после им дојде им текна и рекоа, чекај, ако можеме да нешто да направиме, да спасиме патриотските чувства и да се спасат пред своето членство, почнаа да го кочат. Ние видовне кој како ги блокира работите, значи прво она независно му текна на судскиот совет да проценува колку предмети има за работа специјалниот обвинител, што е малце дискутабилно. Од каде они точно знаат колку предмети ќе се отворат од оваа постапка. Па тоа што блокира изборот, а и го прифатија буџетот, па нападите што почна да се пуштат по некои медиуми кон меѓународната заедница која до вчера ни беше пријател, амбасадорите кои ни беа добри, кога ни лобирава, ни даваа пари и сето останато, до оној последниот патриотски говор на господинот премиер, кога рече дека нема да биде голема трагедија. Мислам дека тука он се зезна со тоа што го кажа. Можеби нема да биде голема трагедија за него и за некои други околу него, меѓутоа за народот кој пропати доста во овие години ради патриотските чувства, мислам дека ќе биде голема трагедија. Ако гледаме дека нашиот северен сосед почна да не гази, затоа што дојде на исто рамниште како нас, и он подпиша спогодба за асоциација и стабилизација, или тој другиот до него, со кој исто така не се сакаат и они не газат, така се прашувам дали уште има некој храброст во медиумите да кажува дека Македонија за нешто е лидер на Балканот, туку треба да стават прст на глава. Што ја зезнале работата кога подпишувале, ја зезнале, нека се опаметат, сепак иднината на 1.700.000 луѓе е во нивните раце. Так, добро. Милиони работа, сите знаеме со што и колку и како. Добро. И према тоа нема потреба во покажување патриотизам и мускули. Толку пријатно. Ви благодарам за јавувањето, пријатно и до вас. Последна шанса за договорот од Пржино, кон кого да се зголеми притисокот. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете.
Кон кого да се зголеми притисокот? Прв пат се јавам во вашата Мило ми е. емисија, ако ја гледам постојано. Ви благодарам. Се знае кон кого треба да се владеачката партија и власта. Не може Никола Груевски, после оној говор што го слушавме кога се обраќаше на денот на ВМРО, да кажува и да се однесува дека Македонија како да е негова земја. И он може со Македонија и со народа да прави што сака. Не може. Доста. Значи, притисокот треба да биде зголемен кон Никола Груевски. И прво што треба дипломатите да направат, треба да ги преземат сите мерки кон Никола Груевски. А потоа, нека им се замрзнат сметките, нека се направи што треба, кои се ингеренциите на Европската Унија и дај Македонија нека тргне напред, доста не е више. Од лаки и превари. Мислам дека излишно е да зборуваме, претходниот гледач кажуваше и сите зборуваме се исто. Добро. Ви благодарам на вниманието. Јас вам ви благодарам за јавувањето и краткоста во изразувањето. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Од изјавата во име на 5 амбасадори точно се виде и е исправно, точно се виде кон кого е насочен притисокот и кон кого треба да се зголеми. Мене ме зачуди изјавата на председател на полицискиот синдикат, Климовски, мислам се прозиват, кога рече дека новиот министер за внатрешни работи не треба политички да делува, туку професионално. Сигурно поучење од професионализмот на неговата довчерашна шефица Гордана Јанкуловска, која професионално го имаше претворено МВР во горниот спрат во штаб на ВМРО, долу приземјето просториите за делегатите. Или професионално делуваше кога прашуваше дали судијата во Битола е нивни или не знам кој. Добро, да се фокусираваме, ќе ве замолам на договорот од Пржино. Само една реченица уште, точно, само треба да се зголеми притисокот код оние што го кочат договорот, а тоа е власта. Пријатно. Добро. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Итно да се спроведе договорот од Пржино, во спротивно Европската Унија ќе го преиспита односот кон Македонија, кога има криза, најодговорни се владата и премиерот. Ова е суштината на заедничката изјава во името на амбасадорите на САД, Германија, Италија, Велика Британија, Франција и Европската Унија, која денеска беше соопштена пред владата. Добар ден. Добар ден, Огнен. Ве слушам, повелете. Сега кон темата, кон кого притисокот, за мене поднаслов народот ќе одлучи, така ли? Добро. Ајде бе, господа, зашто не направивте една изборна единица со отворена листа, па ќе си гласа народот и ќе си каже за кого сака, не? А знаеме во тие преговори кој праеше проблем со тоа решение за една изборна единица, така ли? Тоа е првото прашање. Второто прашање. 23,5%, ајде, Прима Галуп, добро. Пристојна фирма, плюс минус 10%. Што значи тоа? Со четвртина гласачи ќе владееш. Ајде нека бида 16-20. Не може така. Не може со 25%. Ајде да додадем уште 17 екстра, па уште 20 таму од оваквото диаспората, ама пак 61 каде се? 81 каде се? Мене ми е многу жал што не се направи тоа една изборна единица, меѓутоа бидна тоа што бидна. Јас конечно да завршам. Да се спроведе договорот од Пржино за да не спржи. Како што треба, а овие од нас што ни помагаат, знаат што да направат. Да се спроведе до крај, па кому иде, иде. Добро. Так, благодарам. Ви благодарам и вам за јавувањето. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Кон кого да се зголеми притисокот. Се знае кон оние што доведува Македонија во ваква состојба, каква што е сега, што не се памети до сега дека била во ваква ситуација, а тоа е власт. А јавниот обвинител специјален што именуван, да го пуштат да си ја заврши работата која му е доверена, а тие што се виновни нека се одговараат, оти законот важи за сите, тие не се над законот и Господ не ги ставил да владеат и да управуваат како сакаат, туку закон има и издание. Притисокот се знае.
кон власт. Пријатно. Пријатно и до вас и благодарам за јавувањето. Во заедничкото соопштение амбасадорите велат дека се разочарани од пробивањето на роковите. Тие побараа од СДСМ да ја почитуваат својата улога за конструктивни преговори и да не се објавуваат понатаму така наречените политички бомби. Добар ден. Ало? Да, ве слушам, повелете, добар ден. Добар ден, Огњен. Добар ден. Нашов ја одамна не сум ви се јавил. Да, поздрав до вас, повелете. Поздрав до вас и екипата и наравно гледачи. Благодарам. Абе, ова што доцни, што буткат малте, едните малте, другите натака, тоа све е џабе. Толку како што е договорено на 2 јуни и 15 јули, мора и така да биде. Ние сме уште сиротиња, ние сме уште под влијание на ЕУ, на НАТО, на... Добре, на НАТО не толку, ама на ЕУ сигурно. Сите асоциации што носат кон ЕУ, ние сме зависти. И сакаме, неќеме, мораме да ги слушаме. Што ќе биде понатака, ќе видиме. Јас мислам дека се ќе дое на своје. Секој ќе се одговара за тоа што е направено. Господјата обвинителка специјална што е, ќе си ги следи работеве, само да не е под влијание. Јас мислам дека оно одамна што сум го рекол, охо-хо, ќе биде олеле еден ден, ама ќе видиме сега за кого. Аз се предпоставува и мислам дека све ќе дое на своје. Само малте живци да не држат уште малте нас народот, да бидеме стрпливи и да чекаме. Јас мислам дека би требало да се следи напред. Толку би имало и поздрав. Ви благодарам за јавувањето, поздрав и до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Здраво, Македонија. Ве слушам, повелете. Ошивка Раковенцисто. Повелете. Зошто ваква нервоза? Десант на дрварли ќе бидеме. Македонија е во прашање, бре, луѓе. Па да се тргнале, бре. Македонија има закони, има уставен суд. Полека ја погазите волјата на граѓаните право со Пржинскиот договор. Нема ги граѓаните народот победата. Значи, требе уставниот суд прво да донесе одлука. Нема потреба од вакви притисоци. Со навивање не се зима власта. А кој треба да поведе? Понудите која личност ќе поведе. Тоа е проблемот на Македонија. Секи си дое наред. Изи бој. Без нервози. Ќе пресуди прво уставниот суд. Нема потреба од вакви притисоци. Благодарам, пријатно. Ви благодарам и јас вам за јавувањето. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Да, добар ден. Ве слушам. Извини, Огнен, од чиста пристојност останав на линија, иначе ја стално исклучував. Повелете, ве слушам. Телевизор на друг канал и така научив дека постојат и други емисии сем вашата. Ај сега така бил късмето, како би се осеќал кога мува ќе ти падни, само ќе седнеш да јадиш во супата. Ми се згади. Не можам што поќе да дискутирам, само еве ќе напоменам директно. Кој треба колку да се подготви притисокот. Тоа во ред. Никола Груевски, со име и презиме. И немам чуено, или вие, ако некој знаете, кажете ми, на кој апаш, макар и осомничен, Арамија, Далаверџија, интригатори, сите работи, му се дава да шета низ цел свет, а во фаза на испитување што се припрема за толку да од мене се вознемирих. Малце се најубаво, пријатно. Ви благодарам за јавувањето, пријатно и до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Добро прашање, гледачот пред мене. Кој што е обвинет за ова работа, кој што доведе државата во ова криза, нормално власта ја доведе во ова криза. Државата со нејзиното Да, ве слушам само непоштено владење, така да кризата си дојде што си дојде. Сега власта не му се дава. Наводно стоеле заднив, не знам колку гласачи таму и што ти ја знам, таму се вадат со тие работи. Поминаа тие гласачи не гласаја ова власт да кради. Тие гласачи гласаја ова
држава да оди напред, да добијат нешто од власта, да се изгради нешто, да се унапреди државата, а не да одиме назад и некој да пика во джепови. Затоа и дојде до кризата и тие 100% гарантирам, нема шо тука нема двоумење, дека тие се и тие што не сакат да што ги не може да седнат и да се договорат. Мислам, не сакат да се договорат. Так. Ете, тоа е од мене. Добро. Ви благодарам за јавувањето. Нема шо повеќе да се кажи. Те знај, кривецот кој е. Добро. Тој што ја направи кризата, тој е и кривецот. Добро. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Во соопштението од опозицијската СДСМ сметаат дека се мали шансите за спроведување на договореното од Пржино. Од партијата не откриваат кои се нивните следни активности, додека во јавноста се појавуваат шпекулации за нови така наречени бомби. Опозиционерите од своја страна тврдат дека притисокот врз ВМРО-ДПМНЕ е зголемен. Преговорите се живи и разговорите се во тек, но за тоа најубаво да го прашате посредникот во разговорите Питер Ван Халуте, пак вели денеска директорот на Центарот за комуникации на ВМРО-ДПМНЕ Иво Котевски, кој не одговори дали притисокот врз владеачката партија е зголемен. Добар ден. Добар ден, убав и среќен ден. И вам исто, повелете. Вака, јас не би се сложила со овие зборови што кажуваат вашите, мислам, соговорници нашите. Добро. А не е само и Груевски, можда и Груевски, ја не велам, не ми е ни брат ни ништо. Меѓутоа треба да се соединат заедно и СДС и ВМРО за да добијат една цел во животот, за да се споиме ние. Зошто така да бидеме ние така како никој ништо? И како ние ќе создаваме ние држава? Нема ваква држава. Чим нема согласност, чим нема заеднички споразум еден спрема други, џабе ни е на нас што ќе кажеме и што ќе зборуваме се, мати вода е тоа. Ви благодарам за стапеното време и фала што ме сослушавте пријатно. Јас ви благодарам за јавувањето, не е никаков проблем за сослушување, затоа сум тука. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Да, има. Ве слушам, повелете. Па би сакал да кажам, многу лесно се решава проблемот со овој што изиграва власт. Не сакам ниме да му кажам. Се знае кој е проблемот заопшто за сите овие пржина, мржина и такви работи. Али ако сака Западот, да речеме Европска Унија, Америка, таму и кои се главните што располагаат и со пари и со све, доволно е да му ги забрат сите пристапи до било кои финансиски фондови, пари, значи како влада. Значи да не може да приде до ниједна банка да успее да земе кредит и да видиме колку ќе биде фраер, колку ќе успее да го држи стопанството, колку ќе има плати да дели, пензии и сите други работи што ги подлажува луѓето со некои пишливи 200 евра плата. Ништо друго нема, само од кредити функционираме, само тоа да му забрат и готов е. Благодарам, пријатно. Ви благодарам и јас за јавувањето, пријатно и до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Дали се слушаме со некого? Да, ве слушам, повелете. Добар ден. Добар ден. Едно прашање. Ајде. Вика, последна шанса за договорот од Пржино. Кон кого да се збориме притисокот? Па се знае кон кого. Они се уплашија дека ако подпишат уште еднаш, па ќе кажат дека е полома хартија. Ја не знам, они си играат уопште со државата. Дали се плашат дека утре треба да одговараат? Ја не знам што си играат луѓето. Ама тука и меѓународната заедница приметувам дека има некоја кривица. Ко да не сака да изврши притисок да се направи нешто во Македонија. Ја не знам до кога вака. Знам ја дека ги страните. Оти ако подпишат сега, не ќе може да кажат дека е тоа палома хартија. Тоа е се што имам да ви кажам. Пријатно. Пријатно и до вас и благодарам за јавувањето. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Добро вечер, само кратко. Ајде. Договорот од Пржино. Добро. Ја мислам дека некој дали глуп, дали слеп, дали не чуе, не ми е јасно. Надворешниот фактор кажа
Не сме ние ни глуви, ни слепи. Гледаме дека во Македонија се е корупирано. И малку ме чуди надворешните овие амбасадорите. Луѓе што сака да помогнат, кажа јавно некне. Гледаме, судството е партизирано. Телевизиите, све што во Македонија е партиска работа на една партија, владеешката партија. И сега малку овие изгледа ништо не слушат, и ми се чини, не да е Боже што мислим, дека овие власта или нема да ја предадат без, па да не речем и без крв. А толку се, ништо не слушат, апсолутно. И толку се упорни. Па сега прават анкети, па Гало, па некои други. Се понивно. Све што замислат они што треба се направи, што е лошо, одма утре на сите ударни вести, СДС е виновен зашто преговорите се прекина, СДС, замислете сега. И сега сите нас не прават и глуви, и слепи, и ништо не гледаме, дали толку се паметни. Ја не знам, дали стварно толку се паметни, или така мисле дека ние сме толку па глупи, а изгледа и народот стварно не слуша добро. Живееме со заеми, со кредити, и ништо, и ние сме слепи, не гледаме ништо. Ке ти кажуват секој ден пензиите се зголемени, ово е зголемено, социјалка зголемена, уствари колку пензија, 500 динара, 3 пива или 10 пива са тоа, у кафана за 35 пива, и сега кажуват приказки, а ние ги, ако мисле дека ве анкети ста стварно исправни, мислим дека ние кризата е само кај народот е слеп, народот ништо не гледа, а овие толку го зачораве на сие ударни вести, 10 лаги една вистина, изгледа ние тоа го прифаќаме. До кога ќе трае, не знам, али мислим дека надвршниот фактор треба да заигра коло и да донесе одлука стварно кој е виновен да одговара. Добро. Ви благодарам за јавувањето, пријатно до вас. Ван Хаутте вчера соопшти дека со оглед на околностите, политичката работна група се договорила да се фокусира на билатерални средби за да се решат двете клучни прашања: изборот на преостанатите јавни обвинители, како и именувањето министри и заменици министри во владата на Република Македонија. Откако ќе се постигне договор, ќе се свика средба со работната група која официјално ќе ги одобри одлуките кои се донесени за време на билатералните средби. Сметаме дека треба да се избегне какво било одложување на спроведувањето на договорот, пишува Ван Хаутте. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Фала и на вас. Ајде, повелете. За пат се јавувам при толку време, секој ден ја следам вашата емисија. А сакам само да кажам дека партиски не сум ориентирана, а кон кого да се зголеми притисокот. Јас мислам дека притисокот треба да се зголеми само кај народот. Доста веќе народот се угнетуваше, доста не разединуваат, доста гладуваме, да се зголеми притисокот на народот и да бара седниците кои што се држат, да бидат отворени и да видиме точно кој е за, кој е против. Инако едните фрлат кривица на другите, другите фрлат кривица на другите и не можеме, нас само не лажат. ВМРО, СДС е крив, СДС, ВМРО е крив. Нека бидат отворени седниците, народот да се соедини и да бара седниците да бидат отворени, да можеме да чуеме што се дискутира и кој што ќе каже дали е за, дали е против. Добро. Толку. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Повелете, добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Огнен Шупраис. Добар суме. Еве да поработиме, да поразговараме. Браво, така. Пред неколку дена прочитав еден твит и ми остана у глава и мислам дека е баш сега моментот да се каже. Мислам дека одеше вака колку што го запомнив. На маса седат бивш затвореник Заев, корумпиран премиер до уши Груевски, бивш командант на УЧК Ахмети и некој од црната листа на Цвијат Тачи. Врз кого да извршиш притисок и од кого очекуваме договор. Добро. Мислам дека доволно кажавте за сето тоа. Нели, од мене толку. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Повелете, добар ден. Добар ден, Огнен. Ве слушам, повелете. Па вака, куршлусот да избие некаде во преговорите околу министрите, именувањето на министрите и замениците министри. Значи, официјално ВМРО вели дека Заев бара именуваниот министер или заменик министер да може да си вработува своји кадри. А тоа не го пише во договорот од пржинот. Значи, тоа е официјалниот изговор.
ВМРО води во анкетите, не би гледал причина зашто би правила обструкција. Заев е нестабилен во карактерот со случајот во Израел. Значи, ја поддржувам госпоđата која ви се јави, секоја му чест, алавда му е, која рече бараме јавни седници на договарање. Па да видиме кој лажи, пред очите на народ да каже. Многу едноставно, не ли така, Огнен? Благодарам. Ви благодарам и јас за јавувањето. Поздрав и убав ден во Битола. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Сакам да кажам и јас како претходната гледачка дека треба народот Да, ве слушам, зборувајте. Дека народот треба да излезе на улица не со оружје како Мијалков, со лопати и со вакви алатки и да го исфрли таа влада, да ја исфрли таа влада. Таа влада не треба веќе да владее, доста е веќе го лажат народот. Па крив е Заев. Зошто кога е крив Заев не го затворат? Нели се тие на власт? Заев е виновен. Па затворете го Заев. Ако е Заев проблемот. Ама затворете го и Груевски. И Груевски е проблем. И целата негова влада. Тие се проблемот. А народот ќе се освести само многу касно ќе биде. А меѓународната заедница ќе си го направи своето. Кој го прати? Сакам, Огнен, едно прашање да ви поставам. Ајде. Што не сум баш упатена. Сакам да знам кој го не го прача да шета по светот. Кој го прати сега во Дубај? Кои се тие? На кого мислите, на премиерот? На премиерот. Кој го прача? Народот? Веројатно. Ако оди како представник на државата, тогаш да, оди во име на народот. Ама кој го прача? Па треба некој пред некого да одговара тој, а не само да троши народните пари во Дубај, да се шета, да се сонча. Така ли? Така е. Така е, ама не е така. Народот е виновен. И друго имам. Извини, не ме прекинувај. Не ме прекинувам, ајде. Ќе бидам кратка. Овие емисии што се директно како вашата и на другите телевизии, па многу омраза створија меѓу народот. Многу. Страшна омраза е. Па дајте нешто да не биде политика или да се учинат тие емисии или народот да излезе, не знам. Многу сум револтирана. Зошто одите во Дубај? Од овој договор? Ништо нема да биде од овој договор. Добро, ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас, што се однесува до меѓународните патувања на дипломатите, односно на представниците на една држава, според меѓународните дипломатски протоколи, доколку стои знаме на државата зад представникот, тогаш значи дека е во име на државата, односно во име на народот и така појдене во официјална посета во странска држава, доколку нема знаме во заднина, тогаш нешто треба да се стави под знак прашалник. Во тој случај, веројатно, посетата може да биде приватна. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Гледач од Велес. Поздрав до Велес, повелете. Во врска со Пржино, во врска со парламентот, во врска со Охридскиот договор, поред се ќе ти кажам. Охридскиот договор го бајат 10 години. Дајен вестник, пишете шо бараат албанците, да знаеме шо бараат, а не Охридскиот договор, Охридскиот договор. Никој ништо не знае шо содржи тој Охридски договор. Добро, ајде сега Пржинскиот договор. договор. И во Пржино, шо содржи? Го имаме читано во оваа емисија 2-3 пати. За овие пратеници Груе, мојото е Заев, ја по моје треба се да отпадне. Сасвим нови луѓе треба. А македонецот се клеп народ, кога да оставиш, истото ќе си работи, си само си гледа за джебот народот, негов ферма. Ја имам у порцулана работено 26 години. Не звијам динар пари. Од 2000 година. Ме слушате? Да, ве слушам. А ми се фали Ставревски или беше некна Пешевски или беше не знам кој. Имаме, вика, 5 милиона евра за емигрантите, вика, потрошено. А Европа ни дала, вика, 80.000 евра само. Така, добро. А јас што сум работел 26 години, ништо, ми праќа извршители за 160 видеа на телевизор што не сум платил. А од кај да му најдам? Добро. Ви благодарам. Право ли сум, не ли сум, кажи, најд. Добро, ама тоа не е тема на разговор, затоа ви велам цело време добро. Ама и истото е тоа, па врска со Пржино,
Што викаше вчера еден пржено, варено и стиќало. Пријатно. Пријатно и до вас, ви благодарам за јавувањето и особено ви благодарам бидејќи Канаринес одамна немам слушнато како пее, што го слушавме од заднина од кај вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Поздрав до вас, до емисијата. Благодарам, поздрав и до вас, повелете. Се јавам после многу години следење на вашата емисија. Мило ми е. Така да едно мислење кратко, во 3 збора само можем да. Ајде. Се состои во тоа. Учината влад, каравано ќе се врви. Македонскиот народ мора да врви, македонската држава мора да ја биде, има ВМРО-вци тука, има ВМРО-вски народ, така да нема да се дозволи сето ова што се спрема, што историјата то го има докажано и ќе го потврди и ќе се повтори то. Така да излишно е сето и не знам како да ви докажам поќе. Многу ме интересира. Учината лајат, каравано ќе си врви. Да, тоа морам да ве прашам. Да биде јасно. Да, само да ве прашам нешто. Изволете. Кои се кучињата, кој е караванот? Кучината се сите изроди македонски. Добро. Прво, сите непријатели македонски, пошироки и поблиски во турско робство, македонскиот народ и ВМРО се крена, па камули сега ова е маштенца така. За правите македонци за ВМРО правото. Добро. Поздрав и до вас и благодарам за јавувањето. Да ви. Благодарам. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. Ви се јавувам после долго време повтор пат во емисија. Мило ми е, повелете. Се вака. Значи, одиме директно на темата, меѓутоа господинот што се јави не е поголем македонец ниту од мене, ниту од вас. Ме слушате? Да, ве слушам. Сега, кога господата од власта го подпишуваше договорот, значи сигурно се писмени и светни што подпишале. Сите се возрастни таму, од премиерот до претседателот на собрание кој и го гласал и го оспорува законот за јавни обвинители. Добро. И сега, зошто и преку некои ваши колеги, мегафони на власта, преку председателот на Совет на јавни обвинители, преку обвинителот Зврлевски, кој не можеше уста да отвори на Телма телевизија, значи не личеше на јавен обвинител, зошто за нешто што подпишале ја окривуваат опозицијата или некој народ, не знам, ево изроди јас и ти, или денес читам во вестник 100.000 луѓе ќе се докажувале или не знам кому ќе се докажуваат. Значи, она што се подпишало, биле свести таму кој го подпишуваат и Груевски, и Пешевски, и Ставревски, и не знам цело, или опозицијата. Значи, таму ставиле подпис, ставиле образ пред некого. Значи, една седнале, 2 пати седнале, и сега викаме е спорно. Па што го подпишувале кога е спорно? Добро. Тоа е исто кога одам јас во банка, земам кредит, кога ги земам парите е добро, после приговарам на каматата. Мислам далеку од... А предходно сте ја подпишале каматата? Па така, значи сум отишол, сум дошол кај вас, сум земал пари, сте ми рекле со толку, сум се согласил и сега кога дојде да ги вратам, извини, ама не важи ова. Мислам, возрастни так, добро. Државници не го прават ова. Така, добро. Ви благодарам за јавувањето, ви посакувам убав ден, како вам, така и на сите останати гледачи. Во текот на денешната, морам да признаам искрено, многу убава емисија. Бидејќи многу различни луѓе се јавија, многу различни мислења слушнавме и сите беа кратки и концизни. Ви благодарам за тоа, се гледаме утре повторно, пријатно.